Ја напушти судницата за службен лет во Брисел. Координаторот на ДУИ Еју Палими како обвинет во Титаник 3. Поради службени обврски, по трети пат досега побара одложување на судскиот процес. На судиите како доказ за оправдано отсуство ја прикажа поканата од форумот Кран Монтана. Според агендата на вебсајтот, настанот е организиран од 27 до 30 јуни, а во фокус се темите за глобализацијата, иднината на Југоисточна Европа, дигиталната ера. Прво сум пратеник по обвинет. Ова го искоментира Алими откако судиката Љубинка Башевска му го порача обратното, дека прво е обвинет, а потоа пратеник, кога тој пробуваше да ги пролонгира судењата закажани после одморите во септември, објаснувајќи дека има службени обврски околу реформите во судството. Денешното рочиште на барање на Алими траеше до 13 часот, за да може да стигне навреме во Брисел. Кога излезе од судот, проба да ги одбегне медиумите. И за ТВ24 накратко одговори дека не е вистина, оти пратеничката функција ја користи за да ги избегне судењата. Господине Алими, дали пратеничката функција ви овозможува да ги избегнувате судските рочишта и да ги одложувате? Ајде, дите не вир. Внатре рековте дека прво сте пратеник, па после обвинет. Пратеникот Еју Палими 3 пати го прекрши минатогодишното ветување и го остави со партиецот Исмет Гури, сам на обвинителна клупа. Кога СЈ минатата година бараше притвор за него, тој гарантираше дека ќе биде во земјава и нема да отсуствува од рочиштата и дури и да биде затворен во друга држава ќе избега за да дојде овде во судница. СЈ му става на товар дека заедно со сопартиецот Исмет Гури додавале и одземале гласови и ги менувале записниците од првиот круг од гласањето во Чаир за избор на градоначалник во 2013-та. Како доказ за обвинението денеска беше пуштена бомбата меѓу Тачи и Бреими, кој му ветува дека ќе гласа за поништување на гласањето во Струмица, оти така било договорено и за Чаир. Од друга страна, председателка на избирачки одбор во Чаир сведочеше дека записниците ги предале без никакви забелешки.